голем број од правните лица кои што имаат обврски по однос на овој закон, односно оние производители кои што се дефинирани со овој закон, а производители се правните лица кои што пуштаат на пазарот во Република Македонија батерии, акумулатори или производи кои што во себе ги содржат истите, тие имаат обврска по однос на овој закон да ги пријавуваат количините, да доставуваат годишни извештаи. Врз основа на истите ние правиме анализа и водиме во Македонскиот информативен центар секоја година се излегува годишен извештај каде што можете да ги погледнете овие бројки. Веќе за минатата година е достапен на веб страната на Министерството. Истите податоци ги користат и колективните постапувачи за да можат да ги анимираат едноставно правните субјекти дека задолжително треба да постапат по однос на овој закон, односно дека имаат обврска дали на свој трошок, дали самостојно или преку колективен постапувач да обезбедат собирање, преработка и рециклирање на отпадните батерии. Нашата главна задача е да го следиме отпадот од самиот влез па до тамо, односно од самиот производ како влез до постанување на тој производ како отпад. Каде ќе заврши? Како колективен постапувач ги презимаме обврските и постапуваме по нив. Целта ни е подигање на јавноста, на свеста на јавноста, после обуки. Имаме регистар на производители, водиме регистар затоа што сите увозници генерално во Република Македонија не овој тип на производи, значи батериите и акумулаторите се увезуваат. Немаме производство освен Табмак во Пробиште. Листата е релативно голема, повеќе од 300 и нешто компании се регистрирани. Повеќето се членови во колективните постапувачи, меѓутоа и тоа е мал процент. Околу 100 фирми се влезени, компании се влезени во система. Некаде во Македонија има околу 5000 тона на отпадна гума и ние досега, мислам, нашата работа покажува дека имаме собрано само 30 до 35% од тој отпад. На терен е малку по-друга ситуацијата. Значи, дел од тај гумен отпад завршува кај луѓето кои печат вар. Целта на оваа пресконференција да се подигне свеста, не е целта да се почне веднаш со прекршочни санкции. Значи инспекторите се на терен и прво се настапува со едукација, затоа што така и бара законот. Имаме глоби од 1000 евра во денаска противвредност, нели, ќе се изрече на производител доколку не пристапил, не се регистрирал, не постапува согласно со одредбите од овој закон, не ја информира јавноста и така натаму и така натаму. Има глоба и за одговорното лице во правното лице, има глоба и за производителот кој што е физичко лице, например. Значи законот е се регулирано, меѓутоа сега некако се остави време поради економската криза, поради состојбата во која што се наоѓаат компаниите, да им се даде време да се реорганизираат, да го проучат законот,